терминологијата на разузнавањето, поимот агент на влијание се однесува на личност која работи свесно со цел да влијае на другите во интерес на странска сила или организација. Оваа личност вообичаено служи како канал за да го промени јавното мислење, политичките одлуки или социјалните динамики во државата каде што действува. Агентите на влијание може да бидат новинари, дипломати, академици, бизнис луѓе или други јавни личности. Праксата покажа дека во овие активности можат да се вклучат дури и свештеници. Во Македонија по 2-годишно оперативно работење како агент на влијание во корист на Руската Федерација, во 2023 година е разоткриен и санкциониран рускиот архимандрит Васијан Змеев. На 16 септември 2023 година Македонското Министерство за надворешни работи испраќа кратко соопштение за јавност дека се протерани тројца службеници на Руската амбасада од Скопје. Дел од оваа група е и Васијан Змеев, кој по 2 години повремен престој и разузнавачки действија, насочени кон синодот на Македонската православна црква, е протеран од Македонија. Нашата потрага по информации за Змеев не упати на Софија, Бугарија, каде што тој имал постојан престој како представник на Руската црква. Во Софија за Змеев разговаравме со професорот по црковно право Дилјан Николчев од Универзитетот Свети Климент Охридски. Тој повеќе од 15 години ги истражува архивите на безбедносните служби и нивната соработка со православната црква. Според професорот, влијанието на Змеев е несомнено и во Бугарија и во Македонија. Има различни видове агенти. Има агент вербовчик. Неговата задача той е да вербова хора, колкото може повече, те да са надежни хора, тяхната информация да е надежна и така нататък. Има хора за агенти на влияние. Сега Змеев. Змеев в едни такива интензивни приятелски в кавички контакти с членовете на Светия Синод, той може да влияе примерно за бързото израстване на някой духовник с проруски, примерно, позиции в Македонската православна църква. Имам такъв пример с починалия, Бог да го прости, един от най-активните агенти на държавна сигурност, митрополит Натанаил, Неврокопски митрополит. Николај Змеев е роден 1975 година, а станува Васијан во 1999 година, кога се замонашува. Во 2018 година станува официјален представник на рускиот патриарх Кирил во Софија во Бугарија, односно управува со канцеларијата на руското подворие и служи во црквата Свети Николај Чудотворец. Оваа, во наводници црковна дипломатска мисија, му овозможува непречен пристап како агент на влијание да делува првенствено во Бугарија, а потоа се префрила и во Македонија. В моите наблюдения и съм убеден в това, че обикновено нашите служби, за съжаление, продължават да са под някаква зависимост от политиката на Русия като цяло. Сега, самия Змеев, той вероятно, значи това, което той е вършил в Македония и това, което той е вършил тук в България, на агентурният език на специалните служби въобще по света, на такива действия се наричат активни мероприятия. Активни. Значи той не е обучаван, вероятно, той не е обучаван за остри мероприятия. Остри мероприятия, да отвлечеш някой, да отровиш някой, да убиеш някой и така нататък. Но именно като духовник с влияние, това важи и за журналисти, за политици също, видни общественици, които могат чрез свои действия, чрез говорене, чрез контакти да повлияят на общественото мнение. Това е всъщност да повлияеш ти на общественото мнение, а повлиявайки на общественото мнение, ти повлияваш на политическия живот в съответната страна. В огромния процент от неговото действие в София той работи за руските разузнавателни служби. Има един стар шпионски виц, който казва, че когато имате съмнения дали руските служби са намесени, значи не би трябвало да имате съмнения. Те са тук. Така че това е един добър пример и той дава много информация за това как и по какъв начин Русия се опитва да клати европейската лодка.
тя ще търси и ще продължава да опитва силен и обединен Европейски съюз и НАТО е нещо, което не е добра перспектива за руснаците. Васијан Змеев во Македонија одржува редовни средби со мнозинството владици од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Средбите со синодот Змеев ги злоупотребува да добие легитимитет и слободно започнува активности од сериозен пропаганден карактер, патувајќи низ речиси сите епархии на Македонската православна црква и одржува предавања во затворен круг на присутни на тема непотребата од врзување на Вселенската патриаршија со МПЦ. За време на неговата активност во Скопје, Змеев има постојан престој во Софија, каде што престојува веќе неколку години. Според експертот за дезинформации и хибридни закани од Софија, Владимир Владимиров, действувањето на Змеев не било ограничено само како агент на влијание на руските служби во црковните спорови на Македонската и Српската црква. Веројатно тој бил сериозно и темелно подготвен за посложена политичка разузнавачка операција, насочена против НАТО и против Европската унија. Ако се върнеме малко по-назад, моето лично мнение е, че ветото наложено от България на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз е руска хибридна операция. Агентот на руската служба Змеев во Македонија ги подготвува со вербална пропагандистичка реторика дел од владиците на Македонската православна црква и нивни блиски соработници за напад на членовите на синодот на МПЦ кои се црковно и канонски блиски до ФАНР, односно до Вселенскиот патриарх. Во Македонија, како директна последица на активностите на Змеев, започнува пропагандно оцрнување на медиумите и на социјалните мрежи кон владиката Партени, кој важи за близок до Вселенската патриаршија. Тој е цел на десни радикални групи и представници на десни политички субјекти. Еден од нив, кој предничи во нападите, Љупчо Палевски, е обвинет за 2 убиства во 2024 година. Во тој период, тој е председател на радикална политичка партија. Актот за канонизација од 9 мај, сите го знаете, кога Партени му се радуваше, вриштеше и така натаму, а тоа е подготовка за предавство, која е содржана во актот за канонизација. Гледате сите орнаментики, символики во дворот, сето тоа е жолто, фанарско. Продолжува веќе со жезл во раката Каравангелис Бигорски викант Партени. Класична инсталација, грчка, фанарска. Нападите кон владиката Партени доаѓаат и од други владици на Македонската православна црква. Имаме парацрковна структура во Бигорскиот манастир, начело со епископот Партени. На овие отворени повици за линч се надополнуваат и напади на социјалните мрежи. Владиката Партени во тој период изјавува дека се чувствува небезбедно. Нашиот манастир беше изложен, можам слободно да кажам, на јавен линч. Најнапред започна со Доказ МК, со новинарот Маријан, а потоа Палчо. Тоа беше непрестајно напаѓање, закани јавни, пишувани, потоа и на неговите подкасти постојано. И се заклучуваше дека он добива информации и од црквата. Дури во една прилика јас се јавив на еден наш почитуван политичар и кажав дека се чувствуваме, јас како граѓани се чувствувам небезбедно. Тоа беше некаде во пролетта, нели? Резултат од работата на агентот на влијание Змеев во Македонија е нова политичко-општествена реалност во земјава и особено нов раздор во редовите на МПЦ. Предизвика поделби меѓу православните верници во Македонија со тоа што ги исправи пред непотребен избор меѓу Вселенската патриаршија и Москва. Во Софија пак влијанието на руската црква преку Змеев имало и конкретен епилог и тоа во редовите на Бугарската православна црква. Те са много видими. Един от тях би могъл да бъде, ако разгледаме профила на новия български патриарх. Той е открито проруски настроен.
И аз вярвам, че избора на точно този български духовник за патриарх на Българската православна църква най-вероятно е и в резултат на работата на този руски агент, прикрит под свещеническото расо. Нещо повече, българските служби намериха и шпионско оборудване в руската църква в София, което просто потвърждава това, което казвам. Разбира се, че Русия се опитва и има огромно влияние в България, българската политика, българската православна църква. Да припомним само един факт. България е 7 милиона държава, Германия е 85 милиона души. В посолството на Руската федерация в Германия работят 100 руски дипломати, в посолството на Руската федерация в София работят 180. Гледна точка на опита, който имам, занимавам се с досиета от повече от 10, вече 15 години, чета в архивите на Държавна сигурност. През очите ми са минали десетки и десетки томове на секретни сътрудници, агенти на Държавна сигурност. Особено за агентите на влияние, това е една от техните задачи. Те при живота си могат да не са написали нито един донос. Пример, агент за влияние е бившия български патриарх Неофит. Той е агент за влияние. Сега има нещо друго, тук пак в скоби го казвам. Той не е бил никак надежден за това. Сега съм учел досиета, макар че той е прочистено. Защото той е 18 години кандидат-агент. Какво представлява кандидат-агента? Кандидат-агента върши същата работа, каквато е върши агент. Само че кандидат-агента всъщност той се изпитва от службите и обикновено на него му се дават задачи, от които службите имат точна информация. Тя се засича от други 2-3 вече агенти. Подворието на Руската црква во Софија, Свети Николај Чудотворец, беше затворено речиси цела година по шпиунскиот скандал со Васијан Змеев. Неговата мисија во Македонија заврши со негово протерување, но и на други 3 лица службеници во Руската амбасада во Скопје во 2023 година. А потоа следуваше и негово протерување од официјалната негова адреса во Софија. Политичкиот конфликт на релација Скопје-Софија или ветото за отпочнување на преговорите се уште е актуелен проблем и на крајот на 2024 година. Новата политичка реалност во Македонија и неуспешните обиди во Бугарија да се состави политичка влада траат повеќе години. Црковниот спор на Македонската православна црква со Српската православна црква е делумно решен, но нејасно е дали и кога ќе се случи уписот на Македонската црква во диптихот на Вселенската патриаршија. Според црковните традиции, решавањето на проблемите во православието преку црковната дипломатија знае да трае понекогаш и со векови. Тоа што со сигурност се знае во оваа политичко-разузнавачка црковна равенка е дека е спречено деструктивното надворешно влијание на така наречените агенти на влијание на Руската црква, како и тоа дека тие се посочени со име и презиме. Од друга страна пак, тоа што нема да можеме да го утврдиме е дали резултатот на нивната разузнавачка работа има траен штетен импакт на општествено-политичките процеси во Македонија или тие се уште се активни и променливи.